целодневните вести на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Вонредна дератизација изврши општина Кочани заради заштита од глодари, чии број се зголеми после поплавите од минатиот месец. Вербално нападнати вработени во Штипската дирекција на Управата за јавни приходи, но и искршен канцелариски инвентар од страна на граѓанин кој добил решение за присилна наплата. Универзитетот Гоце Делчев одбележува 8 години од постоењето, со свечена седница на Универзитетскиот сенат и со богата програма која започнува денес, се слави патрониот празник на УГД. Продолжува собираната акција за средства потребни за транспорт на телото на штипјанецот Сашко Коцев, кој загина во сообраќајна несреќа во Шпанија. Денес уплатени се првите собрани средства околу 1300 евра, а до крајот на идната недела треба да бидат уплатени и остатокот од сумата до 4000 евра. Транспортот на телото на Коцев е одложен за неколку дена. Денес ќе бидат уплатени првите средства за транспорт на починатиот Сашко Коцев од Штип. Заради актуелната ситуација со падот на германскиот авион, одложен е транспортот за неколку дена, така што наместо во недела на 29 март, телото на починатиот штипјанец ќе пристигне на почетокот на април. Околу 1300 евра ќе бидат уплатени на сметка на шпанската фирма која најави дека до крајот на неделата ќе ја спроведе постапката за транспорт на телото на Коцев. Тоа е доволно за да заврши сета процедура, а гаранции достави и македонската амбасада во Шпанија. Во петокот или најдоцна идната недела ќе бидат платени и преостанатите средства. За една недела на донаторската линија на ВИП се собрани 19.800 денари. Општина Штип и понатаму апелира на хуманост за прибирање на средства. За транспорт на телото се потребни околу 4000 евра. Општина Кочани изврши вонредна општа дератизација во која беше опфатена канализацијската мрежа со акцент на ризичните места каде постојат индиции дека може да има глодари. Јавното претпријатие Водовод Кочани претходно изврши заштита и контрола на околината на резервоарите за вода, со што истите се заштитени од контаминација од глодари. Со дератизација опфатена е и градската депонија во Кочани. Вонредната дератизација е извршена заради поплавите кои се случија минатиот месец. Инцидент се случи во регионалната дирекција на Управата за јавни приходи во Штип. Вчера биле вербално нападнати вработените во УЈП Штип од страна на даночен обврзник, кој изреволтиран заради добиеното решение за присилна наплата, уништил дел од инвентарот во дирекцијата. Вчера во регионалната дирекција на Управата за јавни приходи во Штип, даночни службеници при извршување на службените должности биле вербално нападнати од даночен обврзник. Обврзникот кој заради неплатена радиодифузна такса, согласно законските процедури, добил решение за присилна наплата, ги нападнал вработените и употребил сила, при што скршил врата од канцеларија во регионалната дирекција на УЈП во Штип. Надлежните случајот го пријавиле во СВР Штип. Според информациите од дирекцијата на УЈП, ова не е прв инцидент. Ваков сличен случај имало во 2013 година во даночното одделение Куманово, каде службеничка која вршела достава на опомени за неплатена радиодифузна такса на граѓани била физички нападната од страна на даночниот обврзник, кој истовремено брутално и ги одзел и запалил службените акти. Управата за јавни приходи изразува загрозеност од бруталноста и навредите кои се упатуваат кон даночниците, а посебно кога се доведува во прашање безбедноста и здравието на вработените при вршење на професионалните должности. Од СВР Штип известија дека се работи на случајот. Се поедноставува постапката за вадење нов патен документ при губење на истиот во странство. Државјаните на Република Македонија кои живеат или престојуваат во странство, доколку останат без својата патна исправа, процедурата за вадење на нов документ треба да ја објават во дипломатско-конзуларните претставништва на Македонија во странство.
Државјаните на Република Македонија кои живеат или престојуваат во странство, доколку останат без својата патна исправа, веќе не треба да чекаат да се вратат во земјава, за да ја започнат процедурата за вадење нов документ. Со потпишување на меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи и Службен весник на Република Македонија, оваа процедура доби едношалтерски третман и сега барањето за објавување изгубен документ ќе може да се поднесе во македонските дипломатски представништва. Како што информира Службен весник, граѓаните може да поднесат барање за објавување на важечки документ во Службен весник на Македонија во дипломатско-конзуларните представништва. Процедурата понатаму има строго утврден пат, известувањето се движи во електронска форма. Покрај барањето за објава на неважечки документи, во електронска форма се доставува и доказ за извршена уплата на финансиски средства за објавување на исчезнатиот или изгубениот документ во странство, како и изјава од носителот на исчезнатиот или изгубениот документ. Досега граѓаните на Република Македонија кои живееа или престојуваа во странство можеа да ја започнат постапката за пријавување на исчезнати или на изгубена лична карта, пасош, возачка или сообраќајна дозвола по враќањето во земјава. Донесен е закон за набавка на таблети за студентите. Право на ваучер имаат студентите од семејствата со мали месечни примења, како и студентите со посебни потреби. Таблет за учениците и студентите вчера беше на дневен ред на собраниската седница. Предлог законот ќе се носи по брза постапка, а буџетот на Република Македонија треба да обезбеди 1,5 милиони евра за набавка на таблет со тастатура за учениците и студентите. Со предложениот закон ќе се обезбедат вредносни ваучери од по 8.000 денари. Обврската на студентите е да извадат уверение од месечните примања на родителите кои не се повеќе од 32.000 денари, кое се издава во подрачните единици на УЈП, потоа документот да го достават на студентски прашања на матичниот факултет. Студентот кој живее со еден родител или без родители тоа го докажува со фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матичната книга на умрените, а студентите пак кои засновале брак и оформиле семејство со фотокопија од извод од матичната книга на венчани. Министерството за здравство и наука преку ресорна комисија ги прегледува апликативните документи, прави селекција, потоа избраните лица кои ќе се стекнат со бон ваучер за добивање таблет можат да го подигнат од фирмите кои се регистрирани за дејности поврзани со трговија, одржување и поправка на компјутери. Со свечена програма, Универзитетот Гоце Делчев ќе го одбележи својот патронен празник 27 март, за кого се планира свечена седница на Универзитетскиот сенат. Програмата за одбележување на 8-годишната работа на Универзитетот започнува денес. 8 години од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев. Со свечена програма ќе го прослави патрониот празник и ќе влезе во нова 9-та година. Одбележувањето ќе започне од денес со доделување на признанија за спортски игри, а во четврток ќе биде промовиран каталогот на изданијата за 2014 година. А свеченост ќе придадат и доктори на науки при Универзитетот Гоце Делчев. Централниот настан ќе се случи во петок со обраќање на ректорот, професор доктор Саша Митрев и председателот на Македонската академија на науки и уметноста, професор доктор Владо Камбовски. Ќе биде доделена плакета на ману за особен придонес и заедничка соработка помеѓу двете институции. А во рамките на одбележувањето на патрониот празник ќе биде вклучена и промотивната проекција на кратките филмови на студентите од Ликовната академија. Продолжен е рокот за пријавување на најоригинална маска инспирирана од книга, со што Ева на Македонија го одбележува 2 април, светскиот ден на книгата. Конкурсот е отворен до 29 март, кога учесниците може да испратат фотографии од маските изработени од нив. Право на учество имаат деца од 6 до 14 години од цела држава, а авторите на најкреативните 3 маски ќе бидат наградени со таблети со апликации за читање на електронски книги. Ова се пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.